Добар и убав ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова готварско шоу, а на денешното мени имаме гулаш од коренес зеленчук со просо и протеинска салата со наут, авокадо и зеленчук. Гледајте не за тоа што веднаш почнува. Тавчето е на малку оган, полека да се грее, затоа што денеска ќе направам прекрасен посен гулаш со зеленчук и со просо. Просото у последниве години станува многу актуелно, меѓутоа не знам дали знаете, 7000 години постои просето од Кина и многу се користи за тоа што едноставно е многу здраво за нас. Просото е нешто од кое многу различни народи и култури во светот правеле лебови, го користеле за тоа што едноставно задоволува се што ни е потребно и содржи многу минерали кои се многу здрави за нашиот организам. Прво што треба да направиме е просото да го измиеме вака тенок мласна вода и полека оставете го малце да отстои и после тоа ќе го оставиме да се вари. Половина литар вода на 250 грама просо. Откако ќе зоврие водата и од кога ќе додадеме сол, го додаваме просото и оставаме 12 до 15 минути убаво да се свари, а потоа го тргаме од оган, го покриваме и оставаме убаво да ја прими целата течност. Тавчето е готово, бојонот си крчка. Сега, секогаш почнуваме со кромидот. Кромидот ќе го исецкаме и ќе го ставиме во загреано тавче со масло да се пржи. Откако ќе почне да карамелизира, ќе ги додадеме и другите зеленчуци. Додека тој си се пржи, јас ќе ги исецкам и полека, нигде не брзам. Ова е храна, готвење, каде што треба навистина многу внимание, трпение, а пред се желба. Ако брзаме, верувајте дека ќе погрешиме, а денеска е навистина се скапо, така да внимателно бирајте што ќе купите, тоа што ќе го купите, искористете го комплетно, за тоа што без кромид нема ништо. Кромидот е основа за многу различни јадења, ама ние си го сакаме тој вкус и сме научени на него. Ќе го употребуваме колку можеме за да добиеме дополнителен вкус во храната. Ова е јадење кое навистина ќе ве воодушеви за тоа што без месо ќе направиме нешто кое е многу вкусно. Се годиме со морковот, ќе го исечеме на поголеми тркалца. Како и секогаш, така и сега. Купете се што е потребно. Јас одбрав денеска целер, пашканат, компир или кромит, малце лукче. А вие одберете го зеленчукот, што вие сакате да го јадете. Затоа што е така, најмногу ќе уживате во вкусот на храната. Еве го пашканатот, многу е здрав за коските. И неговата боја тоа го кажува. И конзумирајте го, затоа што, како што кажав, не само што дава убав вкус на храната што ја готвиме, него е и многу здрав. Морковот, сите знаеме, нели? Вака кога ќе го пресечеме и покажува дека е здрав за очите. Одлично, водата за просото зовре. Јас сега ќе го ставам полека да се вари и ќе додадам малце сол. Ставете сол на самиот почеток за просото да биде убаво и соленко. Целер. Идеален зеленчук, идеален вкус. Исечете го и него на крупни парчиња. И на крај ќе го додадеме и компирот. За време на постите, многу често помислувате дека нема што да се јаде. Верувајте дека има што да се јаде ако
внимателно ги избереме оние продукти кои ги сакаме, ги обработиме термички и ги зачиниме со зачини кои нас ни се допаѓаат и сакаме да ги јадеме. Кромидот се застакли, убаво се пржи, сега ќе го додадеме и останатиот зеленчук. Кога зеленчукот ќе омекне, во целата таа смеса ќе додадеме и домати. Повторно одбрав домати во конзерва, затоа што ми се допаѓа повеќе вкусот од моменталниот вкус на доматите што ги имаме на пазарот. Просото овој пат ќе биде подлога за зеленчуковиот гулаш. И ќе биде навистина едно здраво јадење, кое со задоволство треба да го јадеме затоа што нема да се прејадеме, него ќе внесеме онолку колку што ни е потребно за сито да се чувствуваме. И кога сме на некој режим или на пост, не претерувајте. Ако изедете 2 пати повеќе од тоа што треба, не значи дека ќе ви биде добро или дека сте направиле нешто добро за себе. Подобро е да јадете почесто, помалце, отколку да претерувате со све и да јадете во големи количини. Компирот можеме да го обработиме на 1000 начини. Така да внесувајте онолку колку што треба и секој ден можете да го готвите на различен начин, со различни зачини и вистински да уживате во него. Можете дури да го ставите и во салата, да биде нели побогата и едноставно сега пролетта ни носи се што ни треба за да бидеме здрави. И ајде, време е тоа да го искористиме, затоа што вистинската дисциплина кај луѓето се гледа кога можат да ја контролираат гладта, кога можат да изедат онолку колку што им треба, а не повеќе од тоа. Така почнува вистинската дисциплина и ако сето тоа вие го искомбинирате и со малку вежба, или пешачење, или брзо одење, или трчање, или па да одите во теретана, тогаш сте на вистинскиот пат да бидете живи и здрави, нели? Зеленчукот го убаво си се испржи, почне и да карамелизира малце, сега во него ќе додадеме домати, малце од бујонот, одлично мириса. Многу е важно кога готвите да ви се допаѓа аромата што ја испушта храната што ја готвите. Во спротивно, ако нешто не ви се допаѓа, пробајте и процените што му недостига и додајте, меѓутоа секогаш умерено. Никогаш не брзајте све одеднаш да ставите. Значи само полека, без брзање. Ќе додадам малце сумак, тоа е кисел зачин. Ќе додадам неколку листови ловор, 2 цели лукчиња, малце црвен пипер. А на крај кога ќе биде готово ќе додадам и Макдонос. Сега може да додадам уште малце масло. Ќе додадам сол. Црн мелен бибер. Сето ова ќе го наполнам со бујонот. Сосема доволно. Ќе промешам и ќе оставам полека да крчка. Поради тоа што зеленчукот содржи и доста скроп, ќе добиеме една убава густина на овој гулаш. Меѓутоа, температурата ја намалете ја да биде од средна и оставете го 40 минути полека да крчка, да се сварат сите зеленчуци, да ги пуштат своите ароми и едноставно да биде многу вкусно кога ќе го јадеме. Здрава зеленчукова чорба или гулаш. Ајде сега да ја правиме салатата. Повторно одбрав наут, кој или ќе го оставите 12, 15, 16, 24 часа колку имате време, убаво во
длабока вода да набабри, да оживе, со малце сода бикарбона која ќе му помогне при варењето да омекне, или пак купете готов, кој го има сега во нашите големи маркети, или е во конзерва, или е во стаклена тегла. Ајде сега вака. Целиот зеленчук за салатата јас ситно ќе го исецкам. Целер, листовиот целер, на вистина многу здрави. Вела дека целерот може комплетно да го регулира шекерот, па и притисокот во крвта, нели? Ситно ќе исецкам се, ќе направам еден дресинг, ќе направам винегрет. Дресинг е се што се прави со јајце како сос, а винегрет е се што се прави без јајце. Малите шери домати ќе ги сечам на четвртинки. Погледнете гулашот од зеленчук како полека си крчка за мерак. Многу е важно кога се готви, кога ќе влезе некој дома, да рече ау што убаво мириса. Тогаш сте на правиот пат и тогаш сте сигурни дека она што ќе го сготвите ќе биде изедено. Гулаш од зеленчук, многу вкусно, морам да пробам за тоа што е при крај. Малце свежина сега ќе му дадеме. Ќе изрендам кора од лимон, меѓутоа само жолтиот дел, немојте да рендате од белиот дел, затоа што тој горчи и може да го расипе целото јадење и џабе да биде целиот труд. Гледнете каква густина си доби и превкусно мириса. Ајде да го направиме винегретот за денешната салата. Ќе употребам авокадо. Сега авокадото е достапно секаде, порано имаше многу висока цена. Сега мислам дека килограм околу 300 и нешто денари, што не е многу висока цена за тоа што го нуди. Е навистина многу богато со масти кои се многу добри за нас луѓето. Малце лимон во сенфот. Сол. И сето ова ќе го соединиме. И сега полека ќе додавам масло. Еве како си прави емулзија. Полека не брзајте. Малце масло ќе додадам. Сега ќе додадам и малце мед. Сега да пробам да видам дали е доволно кисело, ако не ќе додадам уште малце од лимонот. И сега дел од сварениот наут. Ќе додадам натре и зеленчуците, на крај ќе ја додадам краставичката. Овој начин може да направите салата со зеленчук, што го имате дома или што вие сакате да го јадете и да биде вкусно и здраво. 300 грама од една ваква салата, ако изедете, верувајте дека најмалце 4 часа до 5 ќе ве држи сити. Нежно све ќе промешаме. Ќе ги додадеме доматите. Оние кои постат,
вака ќе биде сосема доволно да направат оние кои не постата сакаат и здраво да се хранат, може да додадат и варени јајца или во оваа салата за уште повкусна да биде и уште похранлива. Авокадото ќе го исечеме на поголеми парченца. И откако ќе го излупите авокадото, додајте малце лимон врз него за да не потемне. Лимоновата киселина не го дозволува тоа. Иначе авокадото е нешто кое го има многу одамна и европските морнари не само што го јаделе, него од него правеле масло со кое што ја мачкале кожата и никогаш не гореле. Че многу е здраво и индустријата денеска го користи многу за такви креми за кожа и ред други работи и е вистински почитувано. Сега ќе додадеме и малце рукола, да го збогатиме вкусот. Требаше малце поголем сад да земам, меѓутоа и тука ќе се снајдам. Ми се допаѓа ова. Прво ќе ставиме салатата во голема чинија. Нека има и сос внатре. Одлично. Дозгора сега ќе додадам лупени семки од коноп и семки од тиква. И уште малце семки од коноп. И денешната салата е готова, здрава, вкусна, која вистински ќе ве освои ако ја направите, затоа што нема нешто што не е вкусно внатре и здраво. Еве го, просото е одлично сварено. Ќе додадеме во чинијата. Просото од кога ќе го сварите не треба да биде залепено, него да се двојат зрната. А за тоа да го постигнете, ќе морате да мерите секогаш, како што кажав на почетокот на емисијата, на 250 грама просо, половина литар вода. Правете се малце ладнатина во чинијата. Сосема доволно. Сега само ќе исецкам малце Макдонос. Сега ќе додадам Макдонос. Малце да го збогатиме со протеини. Ќе додадеме растителни протеини. Ќе додадеме малце и семе од коноп. Оние кои сакаат маслиново масло. 2 здрави оброка кои многу едноставно и многу лесно можете да ги изготвите за вас и за вашите најдраги. Нека ви е на здравје. Коренес зеленчук претворен во гулаш, во комбинација со просо. Идеално за секого, многу здраво и многу вкусно. А протеинската салата со наут, со авокадо, луѓе мои, мора да ја направите дома затоа што навистина е превкусна. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова готварско шоу, а вие, драги мои, не заборавајте да ја посетите нашата веб-продавница 4сезони.mk и да одберете се што ви е потребно за да може да сготвите вкусна и здрава храна.
Поздрав и до моите пријатели од специјалистичкиот центар за медицина и рехабилитација ПЗУ Ива Беланова во населба Лисиче, кои постојано се грижат за мене да бидам во одлична форма. Ве поздравувам, ви посакувам убава и пријатна вечер и се гледаме утре.